Државниот инспекторат за земјоделство нема директни надлежности за тестирање на почвата, освен во случај кога станува збор за квалитет на земјоделски производи. Самите, доколку постои сомневање дека одредени земјоделски производи содржат одредени субстанци кои ги прекорачуваат додатните норми, тогаш заедно со Агенција за храна и ветерина се зема узорокот и тогаш се носи. Иначе самиот квалитет на почвите од еколошки аспект, од аспект на животна средина, на субстанциите ги врши Државниот инспекторат за животна средина и сега има во прва фаза, прво читање го помина во Собранието закон за почви, каде што ќе бидат попрецизно регулирани, освен пред се Министерство за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина, тука ќе има и Министерство за здравство надлежности, Министерство за земјоделство, водостопанство и шумарство. Инаку, кога се аплицира за субвенции, кои се од подолго за насади од повеќе години, како што се воштарници, лозови насади и така натаму, тогаш тие земјоделци се должни да направат анализа на почвата периодично и да ја достават во овластените акредитираните лаборатории. Тоа може да бидат и на ниво на државата, но и одредени универзитети имаат земјоделскиот факултет при УКИМ, потоа земјоделскиот факултет при лабораторијата при Универзитет Гоце Делчев и така натаму. Тогаш тие се должни да направат анализи и доколку постои потреба од додатно мислење на тогаш Министерство за земјоделство и Државниот инспекторат се вклучуваат во евентуални сомневање доколку има да извршат увид при самото воведување. Значи, само кога се работи сега по сегашните законска регулатива, кога се работи директно за долгогодишни насади, како воштарници и лозови, тогаш има обврска самите земјоделци, самите фармери да извршат анализа на физичките и хемиските својства на почвата и да добијат насоки тогаш од таа лабораторија кој вид на ѓубриво како да ја заштитуваат во тие повеќе години.